Вести на Канал 8, добар ден. Оризот се наводнува со фекални води. Мешаната нечиста вода оди директно во нивите. Земјоделците бараат итно решавање на проблемот, стравуваат за квалитетот и продажбата на оризот, кој како таков се наоѓа на пазарите. Од комуналното претпријатие Водовод велат имале стратегија за решавање на проблемот. Фекални води се користат за наводнување на оризот. Станува збор за нивите кај местото викано Слатина, каде што оризните ниви се наводнуваат со отпадни води, односно мешана вода која директно оди во нив. Собствениците се жалат дека повеќе пати реагирале до Водовод и дека претпријатието овој голем проблем го решава со поставување на лимови кои за кратко време ги снемува и проблемот стои во место, нерешен со години. Најлошо е што тој ориз наводнуван со фекалии веќе се продава на пазарот, велат земјоделците. Канал 8 разговараше и со одговорните во комуналното претпријатие, од каде велат дека имаат план за решавање на проблемот кој се провлекува со години наназад. Тоа се работи за подиндустријски оддел неве доле под Атом, односно место викано Слатина, и таму е тоа хроничен проблем. Не е од косми ние дојделе, него стално се повтара. Едно е од можеби лоша изедба на канализационната мрежа, второ е несовесното однесување на граѓаните кои го кршат и се излеват. Но можем да кажем дека интервенираме стално и самата ваша телевизија сигурно е забележила, работи за една тешка позиција и можем со сигурност да кажем дека тој проблем ќе се надмине со решавањето на проектот за атмосферска вода, бидејќи еден крак таму се планира да мине и тогаш што мучурливо место ќе стане плодно земјиште, сметаме ние. Ние улагаме доста енергија и средства таму за да го странеме тоа, но тај проблем си е перманентен. Решиме го после тоа, пак се повтара се хронично, тај проблем со години. Земјоделците стравуваат дека продажбата на оризот значително ќе се намали, и граѓаните веќе гледаат како и на кој начин се наводнуваат оризните површини. Се плашат дека кочанскиот бренд полека но сигурно го губи епитетот за најквалитетен и купувачите ќе ја изгубат довербата. Бараат од Водовод овој голем долгогодишен проблем брзо да се реши. Од Кочанскиот центар за јавно здравје ја потврдија информацијата. Водата за пиење во 4 винички села микробиолошки не е исправна. Водата за пиење во 4 винички села не е исправна. Така покажале испитувањата на центарот, од каде стручните служби постојано излегуваат на терен и прават испитувања за квалитетот и исправноста на водата. Директорката на центарот Благица Ѓурковиќ потврдува дека неисправна е водата во селата Пеклани, Драгобрашта, Трстија и Градец, бидејќи така покажале земените мостри. Станува збор за присуство на бактерии кои може да влијаат на нарушување на микрофлората на дигестивниот тракт, но за среќа постојаните хиперхлорирање на водата досега ги чувале жителите од големи здравствени проблеми, кои особено им се закануваат во есен со почетокот на сезоната на дождови. Ѓурковиќ додаде дека општината Виница има предлог мерки за отстранување и решавање на проблемот. Темата за неисправноста на водата жестоко се расправаше на Комисијата за урбанизам и заштита на средината, која се одржа ден пред 17-та редовна седница на Советот на општина Виница. Меѓу другото беше речено дека од споменатите села, само во село Трсино е исправна водата за пиење, што не е случај со останатите села. На комисијата детално објаснување даде шефот на филтер станицата во Виница Павле Стојанов, кој рече дека иако хлорот се покажал како солидна заштита, тој не е конечно решение за неисправната вода во виничките села. Изградбата на капела во Виница наметна нови давачки на семејствата. Виничкиот совет ја одржа 17-та редовна седница. Изградбата на капела за помен на покојните наметна нови давачки на граѓаните. 2000 денари за користење на ладилникот, 500 денари за изложување на починатиот во мртовечница за верски обреди и 500 денари за користење на просторот за подготовка на покојниот, или вкупно 3000 денари ќе треба да плати фамилијата на покојниот, доколку одлучи да ја почитува законската обврска за користење на капелата, со која ќе стопанисува јавното комунално претпријатие Солидарност. Капелата ќе може да ја користат сите граѓани како алтернатива за избегнување на поворките по улиците. Меѓутоа, колку ќе стане пракса, ќе покаже времето. За новиот ценовник опозицијата не гласаше заради претходно зголемените цени за гробарина. Меѓутоа, одлуката со подршка од 9 гласа од денес стапи во сила.
Воведувањето двосменско работење за учениците од оделенска и предметна настава како иницијатива на група наставници од Основното училиште Славчо Стојменски го привлече вниманието на советниците кои дискутираа околу ингеренциите на Советот во донесување ваква одлука. Иако имало доставено барање до општината, истото било вратено назад со образложение дека училишниот одбор и останатите училишни органи се должни да одлучуваат по тоа прашање. Првично е испробан пулсот и кај родителите за оваа иницијатива, но мислењата се уште се поделени, велат упатените. Но ниту едно од училиштата не се изјасни дали од септември или октомври ќе ги ротира смените, иако тоа не е новитет, туку е веќе пракса во соседните општини. Меѓугодишните извештаи на 4 основни училишта единствено не беше усвоен извештајот на Основното училиште Гоце Делчев. По точките поврзани со работата на јавното комунално претпријатие Солидарност беа упатени повеќе забелешки за неквалитетно одржување на зелените површини низ градот и ненавремено санирање на градежните зафати по улиците, што создава грда слика на градот. Советот на денешната седница од плаќање фирмарина, комунална такса, ослободи неколку населени места со изразена миграција. Селата Лаки, Драгобраште, Пеклани, Крушево, Црнкамен, селата Трстино, Трстија, Калиманци, Липец, Грлани, Градец и Виничка Кршла. Се донесе и предлог одлука за донесување на детален урбанистички план за блок дел 1, површина од 1,19 хектари, северно од градежната фирма Имако, наменета исклучиво за семено домување. Советот го прифати и барањето од Блатец за покренување постапка за донесување урбанистички план за селото. Поради технички пропусти во доставениот материјал, советниците не го разгледуваа кварталниот извештај за извршување на буџетот, а со мнозинство гласови беа усвоени кварталниот извештај за достасани ненамирени обврски на општината, информацијата за приматели на социјална помош во Виница, како и останатите точки кои се најдоа на дневен ред. Советниците и на оваа седница ја потенцираа потребата од итно уредување на венчалната сала и барањето за отстапување посебна просторија за работа на Советот. Ке започне урбанизирањето на земјиштето во дворот на поранешната фабрика за целулоза и хартија во Кочани. Советот на општината на последната седница го донесе деталниот урбанистички план, со кој се предвидува на просторот да се изградат нови стопански објекти. Нова индустријска зона ќе никне на источниот дел од Кочани, на излезот кон населбата Оризари. Според планските документи, 30 нови градежни парцели во дворот на поранешна хартија планира да добие општина Кочани со урбанизацијата на слободниот простор што остана по пропаѓањето на фабриката. Донесен е деталниот урбанистички план за делот од Стопанскиот двор што се води како урбана единица 11, а се простира на површина од 30 хектари. Земјиштето што некогаш се користеше за складирање на сламата што беше суровина во производствениот процес, од пред околу 2 години премина во државна собственост, односно беше ставено на располагање на локалната самоуправа. Од секторот за урбанизам беше оценето дека најдобро е тоа да се искористи за истата намена како и досега, зашто по прифаќањето на идејата од страна на општинскиот совет беше започната изработка на детален урбанистички план за просторот. Планот го изработи фирма од Скопје, а на последната седница на Советот тој беше едногласно донесен. Според ДУПОТ, 30 парцели на овој потек ќе бидат наменети за изградба на објекти од лесна и незагадувачка индустрија, како и сервиси, а имаат различна квадратура во зависност од потребата на инвеститорите. Максималната височина на објектите е приземје и 2 ката. Со планскиот документ се опфатени и постојните објекти што некогаш ги користеше хартија, а сега имаат нови собственици. Со планот ќе се добијат вкупно 7 парцели на кои ќе може да се врши доградба или надградба на веќе изградените објекти. Покрај основната намена на земјиштето, предвидени се 7 парцели за изградба на 10 киловолтни трафостаници, како и сообраќаен пристап до новите и постојните објекти. За таквата потреба планирани се 4 улици со широчина од 6 и 7 метри, како и помали сервисни улици за меѓусебно поврзување на објектите. Освен деталниот урбанистички план кај поранешна хартија, со програмата за располагање со државното градежно земјиште, општината има зацртано вкупно 50 на урбанистички планови во градот, населените места во општината, како и во регионот на Пониква. Вкупните трошоци за нивна изработка изнесуваат околу 3 милиони денари, што треба да се покриваат од буџетот на општината, како и од самофинансирање на заинтересираните инвеститори.
Православните верници на 28 август го чествуваат празникот посветен на Успение на Пресвета Богородица. По тој повод во Кочанскиот храм ќе се отслужи света божествена литургија. Во манастирите посветени на овој празник ќе се одржат црковно-народни собери. Со божествена литургија на денот на празникот, Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги ќе го чествува Успението на Пресвета Богородица. Со литургијата ќе служат свештениците од Кочанската епархија. Светата православна црква во четврток го чествува споменот на упокојувањето на Пресветата Мајка Божја Богородица, празник кој што ке народот е познат како Голема Богородица. По тој повод во храмот посветен на Светиот Великомаченик Ѓорги ќе се отслужи света божествена литургија. Очекувано бидејќи со овој ден завршуваат богородичните пости, ќе имаме голем број на причасници. Ги покануваме сите оние кои што си имаат исповедано или имаат благослов од својот духовник да пристапат кон светиот путир, додека оние кои немаат благослов од духовникот или кои не постеле да не пристапуваат на причас. Голем црковно-народен собир се организира и на манастирот посветен на празникот Успение на Пресвета Богородица в среда навечер. Од црковниот одбор на манастирот ги повикуваат сите православни верници да бидат дел од собирот, што ќе се одржи на манастирот посветен на Богородица, што се наоѓа помеѓу селата Кучечино и Теранци од левата страна на Брегалница. Инаку црковното предание учи дека Богородица се упокоила како и сите луѓе, не своеволно како незиниот син, туку според незината смртна човечка природа сврзана со овој свет. Како и сите други празници посветени на Пресвета Богородица, православните христијани ги слават нивните животи во Христа и Светиот Дух. Она што и се случува на Дева Марија ќе се случи на сите оние кои го поддржаваат незиниот пример и живеат богоугоден живот на скромност, љубов и смирение пред Божјата волја. Неделата по големиот христијански празник Успение на Пресвета Богородица на 31 август со света божествена литургија ќе се одбележи денот на осветување на манастирот посветен на светиот Василий Велики на Пониква. Ден пред тоа, в сабота, во Кочанскиот храм ќе се одржи молебен за учениците. Од храмот Свети Великомаченик Ѓорги потсетуваат дека на 31 август е денот кога пред неколку години беше осветен манастирот посветен на Свети Василий Велики. По тој повод в недела на овој манастир на Пониква ќе се одржи света божествена литургија со почеток во 8 часот. Во неделата после големиот празник Богородица е осветен манастирот Свети Василий Велики на Пониква, традиционално како и секоја година така и ова. Во недела ќе се ослужи света божествена литургија. Ќе има организирано превоз, со автобусите ќе тргнат во 8 часот, ќе има автобуси од кај Кузе 2000 и автобуси ќе има и на градскиот плоштад. Сите кои сакат да ги упатат своите молитви на Бога преку молитвеното застапништво на Светиот Василий, нека повелат во закажаниот термин на света божествена литургија. Од црковното настојателство при манастирот дополнуваат дека секој верник треба да си носи прибор за јадење. В сабота пак на 30 август за учениците ќе се одржи молебен за успешна учебна година. Традиционално како и секоја година пред стартот на новата учебна и академска година, во храмот посветен на Светиот Великомаченик Ѓорги ќе се отслужи молебен, односно призив на Светиот Дух, каде што ќе се упатат нашите молитви кон Бога за успешен старт на новата учебна и академска година. Ги покануваме сите правачиња, ученици, студенти, професори, наставници, сите просветни работници да дојдат на заеднички собор на молитва. Молебенот започнува во 9 часот. Литературно-ликовен перформанс Нова ера се одржува како дел од манифестацијата Топол културен бран. В петок во 19 часот ќе се одржи промоција на романот Патот над звездите, чиј автор е Ивана Иванова Канго. Во склоп на манифестацијата планиран е и ликовен перформанс, изложба на акварели на уметникот Драгана Јовевска Канго. Во склоп на тој културен бран се организиравме со мојата сестра, која што е сликарка, да направиме еден перформанс заеднички. Тоа е промоцијата на мојата трета книга, Патот до звездите, заедно со изложба на нејзини слики во акварел техника. Патот од звездите е веќе класичен роман, за разлика од првите два, секако се обработува главната и основна тематика суштинска е психолошка.
И овде се среќаваме со едни измислени ликови, измислена приказна, во која што, значи, поентата е како да се дојде до едно балансирање на духовно и телесно живење, во кое што човекот ќе се чувствува, значи, исполнет, смирен и тоа што е тој вистински. Во тек е одржувањето на меѓународната ликовна колонија Свети Пантелеймон, која започна на 25 август, а ќе трае до 29. Се одржува на Осоговските планини, а во неа се вклучени учесници од Скопје, Куманово и Кочани. Има и учесници од збртемената општина Сигенцен Миклош, Унгарија. Ментор и раководител на колонијата е ликовниот уметник Александра Димитрова од Кочани. Под мотото "Остави трага", фестивалот Слободна зона по пети пат создава простор за слободно творење, креација и уметничка експресија, промисла и развивање на креативниот потенцијал. Сдруженијето Озата, фабрика од виница на публиката и нуди 3 полни фестивалски дена од 29 до 31 август. И годинава ќе се одржи Слободна зона, во која низ 3 дена ќе може да се проследи најсвежото од македонската па и регионална музика, најдоброто од локалната уметничка сцена, префината поезија и театар, креативни ракотворби, како и најфиниот пресек на иницијативи представен преку презентации и дискусии, учество во креативни работилници. Фестивалот ќе биде отворен со изложба на инсталации на 3 наши современи уметници, промислувајќи го односот помеѓу човекот и природата во судирот на денешниот цивилизацијски контекст. Па ќе продолжи со интерактивни дискусии со новинарката Ана Јовковска и иницијативата Дебатно кино контракадар од Битола, отворајќи теми од социјално-политички карактер. Публиката ќе има можност да проследи и изложба на младиот уметник Владимир Лукаш, а нема да бидат изоставени ни театарот и поезијата. Преку родово сензитивни прашања во ист ден ќе се разоткријат и ќе испровоцираат публиката младите поетеси Ана Голешка и Снежана Стојчевска, како и актерките во театарската представа Лузни во режија на Драгана Стојчевска. За концертната вечер на 30 август, денот на ослободувањето на градот од фашизмот, кој не случајно е земен за датум на фестивалот, во градскиот парк ќе следува музички бум од локалната подршка Хендикеп и Ана. Потоа настапуваат Фонија, Милко, Green Out. Настапки има и лисабонката Рита Брага, која што со својот електричен репертоар од песни и соло настап со вокал настапуваше пред скопската публика пред неколку месеци, а овој пат во својата балканска турнија ја посетува и Виница. На 31 август фестивалот ќе го затвори скопскиот джез состав Next to Silence. За време на фестивалот, како и неколку денови претходно, ќе има креативна работилница за печатање на мајци, дел од промотивниот материјал на Слободна зона 5. Забавен викенд најавува дискотеката Аква, почнувајќи од среда кога се организира ноќно капење за сите уживатели на ноќните забави. В петок и в недела настап на познати диџеи, а за в сабота во текот на целиот ден и ноќ луда и незаборавна пена парти. Фолклористите од ансамблот Китка заминаа на неколкудневна турнеја во Полска во градот Краков. После Полска ќе настапат на уште еден фестивал во Бугарија. Фолклористите на Китка утрово заминаа за Полска. Ке настапат на фестивал кој ќе трае до 3 септември. Ке го презентираат фолклорот што некогаш се негувал и се уште се негува во Истибања и околината. Овој фестивал досега македонски ансамбл не е имало, ние сме први учесници на фестивалот, тоа дојде како во вид на размена, така што полски ансамбл ќе ни биде гостин на нашиот фестивал на Истиванско Здравоживо и ние ќе бидеме таму една недела на фестивалот, ќе настапиме во Краков и неговата околина на неколку на неколку концерти ќе имаме дури самостојни концерти од 40 минутна програма и навистина тоа ќе биде еден предизвик за нас членовите кои што ќе отпатуваме на овој фестивал. Освен во Полска, фолклористите на Китка ќе настапат и на фестивал во Бугарија под наслов Сите можеме заедно. На фестивалот во Бугарија, во градот Септември, бевме минатата година, се покажавме како добар фолклорен ансамбл. Ете, повторно не покани ова година
и така дојде добро што ги поврзуваме овие два фестивали, што уште не еднаш на еден убав начин ќе презентираме народната култура на Република Македонија. Фолклористите од овој ансамбл се познати по своите настапи во државата и надвор од неа. Имаат реализирано повеќе турнеи во многу држави, а ансамблот традиционално секоја година е организатор на фестивалот Истибанско здравоживо, во кој учествуваат фолклористи од повеќе држави. Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас.